Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Мирјана Давидовска. Добар ден и благодарам што сте со нас. Гостивар бележи значителен пад на бројот на пациенти со симптоми, но градот и понатаму останува без питка вода. Во текот на вчерашниот ден во болницата и здравствениот дом биле извршени 36 прегледи, што е двојно помалку од претходниот ден, а хоспитализирани се 4 лица. Сепак, водата од водоводот се уште е небезбедна за пиење и готвење поради појава на нова бактерија во системот. Анализите се прават секојдневно, а додека да се добијат 3 последователни уредни мостри, водата од чешмите во Гостивар може да се користи исклучиво како техничка. Денешните резултати кои што се од анализите правени на вода земена вчера, завчера и завчера не се охрабрувачки, односно се уште имаме присуство на бактерии. Тие не се толку опасни како оние првите бактерии, фекалните бактерии кои што беа откриени на почетокот на оваа криза, но се уште водата не е подобна за користење за пиење и за готвење. Водата е во ред да се користи како техничка вода, што значи за миење, туширање, за перење на алишта, перење на садови под висока температура и така натака. Но состојбата будно се следи секојдневно од секторот од градскиот водовод на град Скопје се земаат примероци за анализи. Исто така во текот на викендот, сабота, недела, понеделник ќе биде вклучен Институтот за јавно здравство заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, така што на дневна основа се земат примероци, но укажувам дека за да се добијат овие бактериолошки резултати потребно да поминат 24, некојаш 48 или 72 часа, бидејќи за да се види развојот на бактериите е потребно подолготрајно испитување. Со дури 2,04 промили алкохол во крвта, 63 годишен струмичанец предизвикал пожар во селото Габрово, пошто веднаш бил лишен од слобода. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, инцидентот се случил на 30 јули околу 22 часот. Полициски службеници на терен забележале како мажот пали оган во сопствениот двор, кој потоа брзо се проширил и кон улицата. Брзата интервенција на екипата од територијалната противпожарна единица од Струмица спречила поголема катастрофа, огнот бил навреме локализиран и изгаснат, а во инцидентот нема повредени лица. За случајот веќе е известен јавен обвинител од тој од Струмица, а по целосно документирање на настанот против 63 годишниот струмичанец ќе биде поднесена соодветна пријава. Нема активни пожари на територијата на државата, но топлотниот бран представува голем ризик поради што директорот на ДЗС апелира на голема будност. Ангелов ја промовираше новата единица огнен тим кои ќе делуваат на терен со специјалните возила БТР, Пинцгауери и Хермелините. Во ДЗС вели дека има доволен број пожарникари, а дополнително се прави прием на уште 40 лица во бригадата. Во текот на јули, во просек, дневно имавме по 15 на пожари. Благодарение на брзата и храбра интервенција на пожарникарите, често и со подршка на ер-тракторите на ДЗС, сите пожари беа успешно изгаснати. Локалните дождови во текот на јули помогнаа да имаме помал број на пожари, го успоруваа нивното ширење и ни овозможија нивно полесно гасење. Но врнежите од дожд пред неколку дена завршија. Аларм! Македонија ја зафаќа силен топлотен бран. Бујната вегетација, која што дополнително израсна од дождовите, наскоро ќе биде бар од сува. Високите температури кои следат, ниската влажност на воздухот и променливиот ветер создаваат исклучително висок ризик за појава на пожари на отворен простор и шумски пожари. Состојбата е алармантна. Половина Европа гори. Затоа ве молам, не фрлајте отпушок од цигара на отворен простор, особено не од возило во движење. Дури и тогаш, кога сте сигурни дека отпушокот е изгаснат. Не палете скара или оган на отворен простор или во шума. Исчистете ја тревата и грамушките од дворовите на вашите викендици и куќи. Направете противпожарен земјен појас широк неколку метри.
Поради најавениот топлотен бран и температурите до 40 степени, Агенцијата за храна и ветеринарство упати апел за предпазливост со храната и соодветна заштита на животните. Советуваат лесно расипливата храна, како месото, млекото и јајцата да се купува од проверени места и веднаш да се става во ладилник на температура под 5 степени. Исто така, зеленчукот и овошјето треба темелно да се мијат, храната добро термички да се обработува, а во објектите за брза храна да се избегнуваат додатоци како мајонез и сосови кои не стојат во ладилник. Топлото време представува опасност и за животните, кај кои може да настапи фатален топлотен удар. АХВ апелира фармските животни да се пуштаат на пасење или работа само во раните утрински и вечерни часови и да им се обезбедат проветрени објекти и ладовина. Собствениците на домашните меленици пак задолжително треба да им обезбедат свежа вода, да не ги шетаат во најтоплиот период од денот и никогаш да не ги оставаат во затворени автомобили. Цариниците запленија над 64.000 евра. Царинските службеници на граничниот премин Табановце спреча обид за нелегален пренос на 64.250 евра. Оваа непријавена готовина била откриена при детална контрола на автомобил со германски регистарски таблички, управуван од грчки државјанин. На прашањето на цариниците дали има нешто да пријави, патникот приложил потврда од српска царина за влезни 60.000 евра. Сепак, поради сомнеж во изјавата, царинските службеници во соработка со полициски службеник од Фронтекс извршиле детален претрес на возилото, при што пронаше вкупно 124.250 евра. Согласно законот за девизно работење на патникот му биле вратени пријавените 60.000 евра, додека преостанатите 64.250 евра се привремено одземени. Против лицето е покрената соодветна прекршочна постапка пред надлежниот суд. Од Царинската управа информираат дека од почетокот на годинава се откриени вкупно 30 случаи на нелегален пренос на девизи. При тоа запленети се над 820.000 евра, 141.000 британски фунти и 35.000 австралиски долари. Колони возила од утрово чекаат за излез на граничниот премин Богородица пред предстојниот продолжен празничен викенд. Интензитетот на сообраќајот на патните правци низ земјава е значително зголемен. Најголемата гужва и зголемена фреквенција на возила утрово се бележи на граничниот премин Богородица, каде што се формираат колони за излез кон Грција. Зголемен прилив на возила има и на граничниот премин Табановце за влез во државата, додека на останатите премини засега нема поделги за вдржување. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. А Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата упати апел до сите учесници во сообраќајот за поголема одговорност со оглед на очекуваниот зголемен метеж кон туристичките места и граничните премини. Апелираат да се почитуваат сообраќајните правила и ограничувања. Премиерот Христијан Мицкоски во посета на клиничката болница доктор Трифун Пановски во Битола информираат од владата, тој ќе изврши увид на реконструираните оделенија и набавената нова медицинска опрема. Настанот се одржува во овој момент, па деталите од посетата ќе ги погледнете во вестите во 16 часот. А во меѓувреме беа промовирани нови офицери на армијата. Да ги погледнеме изјавите од министерот за одбрана Мисевски. Денешниот ден представува круна на вашата 4-годишна упорност, но и на почеток на уште многу големи достигнувања. Особено ме радува фактот што офицерскиот кор дополнително се зајакнува со уште 16 млади мотивирани, амбициозни луѓе, кои го заврши 6-месечниот курс за офицери на Војната академија генерал Михаил Апостолски. Од денеска вие заедно сте офицери, лидери, носители на довербата на државата и чувари на највисоките вредности врз кои почива секоја професионална армија. Да се биде офицер, значи да се биде пример за сите. Од денеска токму вие ќе бидете препознатливи по трудолюбивост, честност, интегритет, по носење тешки одлуки кога е најпотребно. Особено сме горди што денес го промовираме питомецот кој дипломираше на Војната академија Вест Поинт. Неговиот успех представува мост на пријателство помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави и потврда дека нашите млади офицери се подготвени да учат,
да водат и да служат рамо до рамо со своите сојузници. Овде се градат знаење, карактер и лидерство. Овде не се создаваат само дипломирани студенти, овде се создаваат офицери. Нашите предци добро знаеле дека слободата не се подарува, туку се освојува, се брани и се чува. Затоа ја препознале вредноста на образованиот, чесен и професионален офицер. Човек кој со знаење, храброст и чест ќе ја води својата војска и ќе служи на татковината. Денес стоиме овде како генерација која научи дека успехот не е резултат само на индивидуалниот труд. Со гордост можам да кажам дека сме класа која покажа тимска работа, дисциплина и посветеност во секоја задача што ја извршуваше. Пред нас стои пат исполнет со нови одговорности и можности, за кои тврдиме дека сме подготвени да ги превземеме. Посакувам со истата љубов и посветеност кој војничкиот повик, со која стигнавме до овде, да продолжиме и понатаму. Свечена заклетва дадо и над 400 нови полициски службеници од генерацијата 2025-2026 година. На новите полицајци министерот за внатрешни работи им порача да бидат храбри и совесни чувари на безбедноста на државата. Со денешната свечена заклетва не добивате само работно место, туку прифаќате голема одговорност и ја преземате честа да ја носите униформата која граѓаните ја препознаваат како символ на редот, законот и сигурност. Полициската професија не е професија која што завршува со истекот на работното време. Таа е животен избор, повик кој бара храброст кога е најтешко, смиреност кога сите други се вознемирени, честност кога никој не ја гледа и човечност во секоја постапка. Ќе има денови кога ќе бидете први на местото на несреќата, први кога некој ќе побара помош, први кога ќе треба да застанете помеѓу опасноста и граѓаните. Токму затоа оваа униформа носи тежина, но и огромна чест. Системот Безбеден град официјално е во функција на територијата на општина Дебрца, а набрзо ќе стартува и во Охрид, информираат од Министерството за внатрешни работи. По успешно завршените технички тестирања ставени се во функција безбедносните камери на автопатската делница меѓу селата Горенци и Требеништа, каде што веќе се врши автоматско снимање и регистрирање на сообраќајните прекршоци. Од МВР наведуваат дека камерите се веќе монтирани на повеќе клучни сообраќајници во Охрид и околината, каде што моментално се вршат последните проверки пред и тие официјално да се пуштат во употреба. Рекордна посетеност и максимално исполнети капацитети се очекуваат во Охрид за предстојниот празничен викенд. Градот е под засилен надзор на комуналните и безбедносните служби. Нина Аритоновска. Охрид подготвен за бројните гости кои одмараат на брегот на езерото. Овој продолжен викенд за Илинден се очекува рекордна посетеност и максимална исполнетост на сместувачките капацитети. Службите се на терен и се грижат за редот, чистотата, но и безбедноста. На најфреквентните места во центарот на градот, плажите, бројните концерти кои овој период се одржуваат, но и во приградските населби има засилени полициски патроли. Голем број на туристи се веќе пристигнати за овој викенд ќе бидат присутни, а секако дека први, втори, а и останатите денови кои што некако по аналогија ни се најфреквентни, најполни со туристи, сите служби и полицијата нормално за околу безбедноста, но и сите оние кои што се под локална самоуправа се максимално спремни. Македонски и српски полициски службеници заеднички патролираат во Охрид, каде во текот на летната сезона традиционално престојуваат голем број гости од Србија. Овие полициски патроли и полициските службеници од двата тима се фокусирани не само на делот на јавниот ред и мир, постигнување зголемена безбедност во тој сегмент, туку многу повеќе и во делот на превенирање на одредени појави. Исто така преземаат мерки во делот на сузбивањето на злоупотребата на наркотици на подрачјето, пред се поврзани со концертите кои што се одржуваат или ќе се одржуваат во Охрид. Исто така делот нив работаат и во делот на имотните деликти, доколку има такви пријавувања. Минатогодишното искуство покажа дека туристите секојдневно им се обраќале на мешаните патроли за информации, помош и пријавување проблеми. Инаку заедничките патроли во Охрид ќе работат до 31 август. Нина Аритоновска, Сител телевизија.
Со $2 милиони од Светска банка се деблокираат втората и третата фаза од хидросистемот Злетовица. Овие средства ќе овозможат наводнување на над 4000 хектари ниви во Кратово и Пробиштип, но и изградба на хидроцентрали со капацитет од 10 мегавати. Какви се плановите на Министерството за земјоделство за оваа инвестиција вредна над €100 милиони, гледаме во прилогот. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски и директорот на хидросистемот Злетовица Златко Стојановски потпишаа договор за соработка, а предвидена е и реализација на грант од $2 милиони обезбеден од Светска банка. Министерот Серафимовски истакна дека со овие средства ќе се подготвува документација за проектите за наводнување и производство на електрична енергија, кои се дел од втората и третата фаза на хидросистемот Злетовица. Последните 18 месеци ќе се ажурира и комплетира документацијата за фаза 2 наводнување и фаза 3 производство на електрична енергија. Ќе се ревидираат техничките студии и инженерските решенија, ќе се зајакне документацијата за безбедност на браните и ќе се подготват еколошките, социјалните и тендерските документи потребни за проектот да влезе подготвен во инвестициска фаза. Фаза 2 предвидува наводнување на околу 4500 хектари земјоделско земјиште во Пробиштипско и Кратовско, што ќе овозможи производството да се планира според потенцијалот на земјиштето и потребите на пазарот, а не според количината на врнежи. Тоа ќе отвори простор за воведување на нови култури, поефикасно користење на обработливите површини и развој на локалните капацитети за откуп и преработка на земјоделските производи. Фаза 3 го опфаќа хидроенергетскиот потенцијал на системот со вкупна проектирана моќност од околу 10 мегавати и очекувано производство од приближно 48 милиони киловат-часови електрична енергија на годишно ниво. Идната инфраструктурна инвестиција е проценета на околу €103 милиони. За таа цел, државата ќе се вклучи со околу €27 милиони средства, кои ќе опфатат покривање на трошоците за експроприација, ДДВ и други релевантни јавни давачки. Со целосното искористување на хидроенергетскиот потенцијал на Злетовица ќе придонесе за производство на чиста домашна енергија и за поголема енергетска отпорност на државата. За Сител, Трајан Ристовски.